Дождот во Вашингтон не ја попречи инаугурацијата на 45-тиот американски претседател Доналд Трамп со давањето свечена заклетва утрово по локално време на западниот влез на Капитол Хил. Доналд Трамп стана 45-тиот претседател на Соединетите американски држави. Пораките што тој ги испрати од неговиот говор воодушевија многумина, секако неговите поддржувачи не им се допадна или на неговите пораки и ветувања не ветуваат оние кои што и пред изборот негов за претседател не веруваа во ветувањата на Доналд Трамп, меѓутоа Доналд Трамп го кажа своето. Тој порача дека ќе ја направи Америка голема повторно. Исто така Трамп порача сите да купуваат американски производи, да вработуваат американци. Се тоа во насока како што беше и за време на кампањата на новиот американски претседател, со она со што всушност ја доби довербата повеќе на електорите отколку на гласачите, она што му замеруваат сите оние кои што него поддржуваат. Трамп исто така се осврна и на надворешната политика на Соединетите американски држави, порача дека Америка нема да го наметнува своето однесување и својата политика на другите земји ширум светот, меѓутоа ќе води таква добра светла политика со што ќе наметне сите светски земји да ја следат Америка. Особено предизвика аплауз ставот на Доналд Трамп кога посочи дека власта овој пат не се менува само од една партија на друга, туку дека власта од градот Вашингтон се сели во рацете на американскиот народ. Исто така Трамп се осврна и на радикалниот исламизам, посочи дека граѓаните немаат што да се плашат, дека безбедносните служби во Соединетите американски држави ќе направат се за секој американски граѓанин да се чувствува безбедно, исто така дека нема простор за страв и дека Америка ќе го искорени овој радикален исламски тероризам. Предлагам да погледнеме дел од обраќањето на веќе слободно можам да кажам новиот 45-ти американски претседател Доналд Трамп. Денешната церемонија сепак има многу посебно значење, затоа што денеска не само што ја пренесуваме власта од една администрација на друга или од една партија на друга, туку ја пренесуваме моќта од Вашингтон и вие враќаме вас на народот. Премногу долго мала група во главниот град на нашата земја ги жнееше плодовите на владењето, додека народот ја трпеше, ја плаќаше цената. Вашингтон цветаше, но народот не го споделуваше тоа богатство. Политичарите напредуваа, но работните места заминаа и фабриките се затворија. Естаблишментот заштитеше себе си, но не граѓаните на нашата земја. Нивните победи не беа ваши победи. Нивните триумфи не беа ваши триумфи. И додека тие славеа во главниот град на нашата земја, имаше многу малку за славење за семејствата кои што имаа проблеми низ целата наша земја. Сето тоа ќе се смени, почнувајќи овде, сега, затоа што овој момент е ваш момент, ви припаѓа на вас. Тоа што е најбитно не е која партија ја контролира владата, туку дали нашата влада ја контролира народот. На 20 јануари 2017 година ќе биде запомнет како денот кога народот стана владетел на оваа нација повторно. Секоја одлука за трговијата, даноците, имиграцијата, странските работи ќе биде со цел да им бидат корисни на американските работници и американските семејства. Мораме да ги заштитиме нашите граници од разорувањата во другите земји, да ги произведуваме што ги прават нашите производи, ни ги крадат работните места и компаниите. Нова национална гордост ќе не води и ќе не ги зацели поделбите. Време е да се спомнеме стара мудрост која што нашите војници нема да ја заборават.
дека било да сме црни, кафени или бели, сите од сите тече иста црвена крв на патриоти. Вашиот глас, вашите надежи и вашите соништа ќе ја дефинираат нашата американска судбина и вашата храброст и добрина и љубов секогаш ќе не водат по патот. Заедно ќе направиме Америка повторно силна, ќе направиме Америка повторно богата, ќе направиме Америка повторно горда. Ќе направиме Америка повторно безбедна и да, заедно ќе направиме Америка повторно голема. Благодарам, Бог да ве благослови и Бог да ја благослови Америка. Уште многу пред денешната инаугурација на 20 јануари беа закажани голем број на протести, анти-Трамп протести. Над 100 групи имаше пријавено дека ќе протестираат против прогласувањето на Доналд Трамп за претседател на Соединетите Американски држави. Многу се пишуваше во странските, во светските медиуми, во американските во однос на тоа колку можат насилни да бидат овие протести, меѓутоа пак ќе кажам од она што денеска вчера можевме да го видиме, американските безбедносни служби целосно се погрижија сето тоа да помине, целата инаугурација да помине во најдобар ред и освен еден дел од насилни протести каде што имаше кршење на прозорци и нешто слично, веднаш полицијата реагираше, немаше никаков проблем и во никој случај целата церемонија на инаугурација не беше загрозена. Доналд Трамп, пак ќе повторам, стана 45-тиот американски претседател со положувањето заклетва утрово пред западниот влез на Капитол Хил. Има уште најавени протести. За утре е најавен големиот марш на жените во Вашингтон, кои што ќе протестираат исто така, но она што е главно е дека на овој марш е најавено дека ќе присуствуваат и голем број на познати светски ѕвезди.